Затоа трепери мојава душа, истравена пред тоа што треба да го носам. И како некогаш царот Давид прашувам, кој сум јас, Господи, што толку ме воздигна? Обврската што во овој миг ја примам и надминува моите сили. Таа е подвиг што ниеден човек не може да го носи сам или само со поддршка на мокумина. И свесен сум дека денес се милостивиот Бог и членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква ми товараат тежок крст. Крст за чие што носење треба целосно самоодрекување и потполна посветеност на црквата. Но спокоен сум и мојот поглед кон иднината е сигурен и извесен, зашто во подвигот на архиерејското служење, покрај помошта и милоста Божја, како најголема помош ќе ми биде молитвеното заедништво и соборното делување, во кој учествува целиот епископат, целата полнота на црквата, со сите разнообразни дарови на низините членови. Впрочем, и целиот живот и сета дејност на епископот ми припаѓаат на Бога и на црквата. Затоа, иако ја знам својата недостојност, прифатив да се искачам на горното место. Место кое е предвидено за прво ерафот на Кумановско-Остроговската епархија и смирено им се предавам на молитвеното застапништво на Пресвета Богородица, на светиот Николај Мирликиски, на светите Климент и Наум Охридските чудотворци, на светите Прохор Пчински и Јоаким Осоговски и на сите светии пред престолот Божи.
Нивното застапништво ми е утеха за зборовите на пророкот. Проклет да е секој кој нема да го извршува делото на Господа. И знам како вели апостолот, дека секому му се дава во него да се пројави духот за полза. Со такво разбирање и свесност ја просам Божјата благодат, која што ги исцелува човечките немојки и ги дополнува недостатоците, зашто знам дека силата Божја во немојта се пројавува. Службата пак што денес ја примам, најконкретно ја сведочи тајната на црквата и на архиерейската служба, која целосно се открива во Светата Евхаристија. Крвта и телото Христови со кои денес се причестивме во Светата литургија, уште еднаш ја потврдуваат нашата заедница во Христа